До денешното предпладне, кога екипата на Алфа беше во Ресен, бројката на заразени од коронавирусот се уште беше 19 лица. Од нив еден е починат, 8 се хоспитализирани, 6 во инфективното одделение на клиничката болница во Битола, а по еден во болниците во Охрид и 8 септември во Скопје, додека останатите се асимптоматски случаи и се во домашен карантин. Исто така, 90 лица се под здравствен надзор, на 30 се тестирани и овие 2 дена се очекуваат нови случаи на заболени. Овие податоци на денешниот брифинг ги презентираше ресенскиот градоначалник, веднаш после одржувањето на воредниот кризен штаб, на кој беа утврдени повеќе превентивни мерки, одлучено е затворање на 3 фабрики и повеќе ресторани, а затворено и матичното одделение на општината, додека се очекуваат резултатите за една вработена. Од денес не работат погоните на Свислион Агроплот, на Хатекс од Ресен и на Стењатекс, каде што имавме зголемен број на вработени лица. А и најавено е во теков на денес и утре дека поголем број и на угостителски објекти ќе прекинат со работа, со цел движењето на граѓаните да го ставиме на минимум. Во Ресен наглото зголемување на бројките на заболени од COVID-19 никого не остави рамнодушен. Покрај професорката од гимназијата Цар Самуил, заразени се повеќе угостителски работници од ресторанот Две лири, еден бербер, стоматолог, вработена во Агроплот и покојниот тезгачија со неговата сопруга. Во оваа мала средина се расплетуваат повеќе приказни од каде и како дошла короната, а најмногу се верува дека е донесена од Скопје. Никој не верувавме дека ќе дојде ова. Меѓутоа не можеме ние да поседуваме некој висок имунитет да не се заразиме и ние. Исплашени? Исплашени претерано, не за мене, колку за моите деца, за моите внучине. Се мислиме, овие што дојде од Скопје за викендот, од нема остана. Овие скопјаните донеса. Ко се пуше слободно и си ние го донеса од надвор. Ние немавме. Скопјани ни го донеса. Од друга страна, семејствата на неколкумина заболени упатуваат сериозни критики за матичните доктори и за здравствениот дом, дека им одолговлекувале на заболените да бидат тестирани. Инаку, во моментов, Ресен со вакви загрозувачки околности е без 2 интерниста, едниот е во карантин, а другиот е испратен на испомош во Скопје. Директорката за овие и други проблеми денеска ги одбегна новинарите.